Денеска се наоѓаме во Костел, една од одличните инвестиции во нашата држава. Тие го завршија својот прв циклус на инвестиции успешно. Денеска сме сведоци на работниот состанок што го имавме со високите представници на компанијата Костел од Германија, на резултатите кои што ги имаат постигнато. Тие имаат сериозен импакт во делот на развојот на Охрид и Охридско, запослувањето, зголемувањето на бруто домашниот производ генерално во државата, но вклучително значи и во целата држава. Среќни сме што тие обзданија веќе пред извесен период и подпишан е договор за државна помош за втората фаза од нивната инвестиција, која што ќе изнесува над 40 милиона евра во истиот овој регион овдека. Ги видовме халите кои што се за тоа подготвени и спремни. Ние како држава ќе направиме се што е во наша моќ да и понатаму ги привлекуваме странските инвеститори, да тие повеќе соработуваат со домашната економија, али такви странски инвеститори кои што ќе запослуваат, значи луѓе со високо образование, високо платени работни места. Денеска ги слушнавме информациите дека 42% од вработените во Костел се со високо образование и дека бруто платата просечна во оваа компанија изнесува над 820 евра, што е вклучително, значи истовремено и таргет на владата, како константно подобрување на условите и за вработените, а и секако растење на платите во нашата држава. Јас ја користам оваа прилика да им честитам на Костел, да искажеме нашата спремност да и понатаму со нив соработуваме, да го искажам задоволството од нивното присуство во нашата држава како компанија која што е од високо технолошкиот развиен свет, точно тоа што нас ни е потребно и точно тоа што сакаме да го стимулираме во нашата држава да се случува. Ова е само една од инвестициите кои што во моментов се случуваат во државата, како втора фаза на веќе постојна инвестиција. Знаете сите дека во моментот се градат околу 30 фабрики во нашата држава и како резултат на тоа се и бројките за странски директни инвестиции кои што минатата година достигнаа рекордни 624 милиона евра или над 700 милиона долари, кои што се повеќе 260% од просекот во претходните години и кои што практично продолжуваат и понатаму да растат. Јас очекувам позитивни бројки во следниот период и позитивни генерално економски бројки во периодот што предстои.